ќе зборуваме. Почитувани колеги, ви благодариме за компанијата. Кога зборувам стално имам чувство, dear minister, dear ladies and gentlemen, is a major prerequisite for EU integration. Пред се сакам да кажам дека интерес, без разлика каде и да се наоѓа човек, дали се наоѓа во делот на стопанството или се наоѓа во делот на извршната власт или било каква функција која што јавно ќе обавува, е да има регулиран систем. Значи да таа материја биде колку што е можно порегулирана и во таа смисла јас лично како и член на владата нели учествува во внесењето на овој закон, барем со гласање на влада, ако ништо повеќе, нели тоа во други сектори во владата се ствараше текстот на тој закон и сега го поддржувам нели носењето на овој закон во парламентот, бидејќи е многу важно да работите станат јасни. Кога викам да станат работите јасни, да се знае точно што е конфликт на интерес, што е конфликт на улоги, што е корупција и како таа исто да се спречи. Јас како представник на еден член на владата имав обврска да дадам анкетен лист и мислам дека тоа го направив најтранспарентно можно и мислам дека поднесов анкетен лист во кој што од детали опишав што работам, каков имот поседувам, каде имам удели и така натаму и во главно беа удели во компаниите, вредностите. Ќе зборам малце покасно околу тој момент. Сега ќе кажам нешто повеќе околу тоа што јас сваќам дека треба да биде спречено. Видете, треба да биде спречено нефункционирањето на економијата. Заради тоа што не можете вие да го спречите тоа. И не треба да го спречите тоа. Вие треба да спречите да под политички чадор креирате компании и бизниси кои што прават дупла штета на економијата. И јас ќе се обидам таа дупла штета да ја кажам, а истата ја кажував и кога не бев член на владата и кога бев подпредседател на Комората Стопанска на Македонија. Тоа е следното. Кога вие ќе креирате компании кои што се специјално креирани за да добијат одредени државни работи или на тие компании ќе им помогнете да добијат државни работи, вие правите дупла штета, правите две штети. Првата штета ја правите моментално, бидејќи ја спречувате лојалната конкуренција и спречувате да компаниите кои што се навистина кадарни да ја завршат таа работа, ја добијат, бидејќи вие фаворизирате некои други компании под некаков политички чадор. И тоа е едната штета. Меѓутоа, вие правите далекосежна штета, бидејќи кога тој политички чадор ќе престане и ќе се тргне, во тој случај ќе настане една ситуација да тие компании кои што биле политички заштитувани, веќе не се и тие не можат да работат, оти не се научени да работат на друг начин и тие ќе престанат да работат, а од друга страна ќе се случи да на компаниите на кои што сте им правеле нелојална конкуренција, не сте им дозволиле да се развијат доволно, бидејќи имале нелојална конкуренција и вие после вас оставате еден пустош. Управо тоа, мислам дека треба да биде основно што треба да се спречи, бидејќи кога ние викаме дека вие како со собственото влијание можете да направите интерес на било каква приватна компанија, управо тоа го мислите, да направите политички чадор или некако влијателен чадор со кој што некој ќе фаворизирате. И точно тоа гледаме дека во нашава држава сега се случува. Компании кои што многу интензивно работеле, кои што многу беа се присутни, значи пред се во државните инвестициски циклуси, сега повеќе не можат да работат, не заради тоа што некој ги спречува, не заради тоа што едноставно некој нешто намерно прави, него едноставно тие не се научени во таква околност да работат, а од друга страна пак имате една ситуација во која што компании кои што веројатно би можеле да се развијат во целиот овој период, не се развиле доволно, бидејќи овие им биле нелојална конкуренција. Јас така тоа го разбирам пред се и ние сега зборуваме како тоа да се искорени. Апсолутно поддржувам, значи, да законот биде регулиран, но веќе кажавте во неколку наврати дека во законот може да биде регулирано ограничено, значи нормирано, и дека надвор од тоа постојат и морални и етички кодекси кои што нели тоа го дорегулираат. Досегашниот закон, значи исто имаше досега закон и тој закон постоеше и по тој закон ние нели дававме анкетни листови и така натаму, не беше толку прашањето дали
законот беше добар, јас би рекол дека и тој закон имаше некаква регулација, може би сегашниот текст праксата ќе покаже дека е подобар и се надеваме дека е подобар, меѓутоа повеќе беше прашање на желбата, на политичкото влијание да нешто се каже или не се каже, на транспарентноста на медиумите да тоа го откријат или да не го откријат. И мене ме радува што сега медиумите се итекако заинтересирани за оваа проблематика и јас се најдов во една, можеби, неблагодарна позиција, да бидам најчесто прашуваниот и најмногу да ги одговарам овие прашања, ја тоа со задоволство го правам, бидејќи и денеска со задоволство, значи на овој панел прифатив да учествувам, бидејќи јас немам од што да се срамам и што да кријам. Затоа што све што сум направил транспарентно, јасно и честно, без разлика дали јавноста може да каже да прифати една ситуација, а мислам дека тука јас морав да најдам разбирање и наоѓам разбирање за тоа, дека после сите овие години на транзиција низ која што помина македонската држава, јавноста е сериозно сензибилна на прашањето на корупција и би рекол со право, и јас имам разбирање за таа работа и точно заради тоа и сакам да одговорам на сите прашања. Но, од друга страна, ние мораме да се запрашаме што сакаме да направиме. Дали е све корупција, дали е све конфликт на интерес. Зошто? Затоа што, например, ако вие сакате да изберете во владата подпредседател на влада кој што ќе биде одговорен за економија, логично е да тој нешто во економијата работел до тогаш во животот. Или треба да ставиме секаде луѓе кои што се почетници и тие тогаш тука, нели, во тој момент да почнат да работат во владата. Во владата, во секторите на економија се случуваат сериозни процеси. Таму бара сериозно искуство. Не е прашање на името, дали денеска името е моето, утре ќе биде нечие друго, или претходно бил некој друг. Прашањето е дали треба тој човек да има некакво искуство. Ако тој има некакво искуство, тој нешто работел претходно, или е собственик на нешто. Дали е сега све конфликт на интерес? Ако премногу го сензибилизираме тоа прашање, во тој случај можеме да отидеме во друга крајност. И да, вие сте во право, неколку случаи, нели, медиумите ги отворија, ги дискутираа, и тие не беа случаи од аспект на кои што беа против законот, него беа повеќе дискутирани од аспект на етичко или морално однесување. И сега ме радува тоа што слушам дека убаво е тоа разграничено и малце попрецизно е дефинирано, но јас тука ќе подвлечам една друга реченица која што ја слушнав од почитуваната господја Вања Михајлова, која што и била член на комисијата во претходниот период, а тоа вика да се заштити јавниот интерес. Ајде сега да се запрашаме дали е заштитен, што значи да се заштити јавниот интерес? Тоа значи да граѓаните со своите плаќања преку даноците бидат сигурни дека нивните средства кои што се во буџетот ќе бидат најдобро искористени од страна на тие кои што имаат право за истите средства да одлучуваат. И ме радува што некои процеси се отворија, но мислам дека треба подлабоко тука да се истражува. Дали е заштитен јавниот интерес ако вие направите да некоја компанија во Македонија, бидејќи некој од собственичката структура на таа компанија има некаков процент удел, ја спречите да учествува во конкурентниот процес, а ние сме мала држава и ограничен е бројот на производители, и после тоа државата плати поскапо поради тоа. Дали тогаш е заштитен јавниот интерес? Јас би рекол не. Никој не постави прашања за некои процеси кои што се отворија во јавноста, покасно колку за таквите случаи каде што, ние, како јас најдов разбирање во собственичката структура и во моите партнери да се откажеме од сите процеси и гледате, веќе никаде ништо не се учествува, но никој не поставува прашање сега по кои цени тоа се плаќа. Дали се тие поскапи? Дали со тоа е заштитен јавниот интерес? Не. Затоа мислам дека е добро да таа проблематика се нормира прецизно, да биде прецизно дефинирано каде вие имате право да одлучувате и таму да немате право да конкурирате, или убаво беше дефинирано да се изземете од одлучувањето, ама не смеете ни да стопирате да субјектите нели учествуваат во тој процес. Се надевам дека овој закон ќе придонесе во таквиот правец и дека овој закон ќе направи, значи, да сите процеси станат појасни
Иако, јас така како што ветив, така и се однесувам, не е проблем во мојот случај, јас зборувам генерално за нешто што треба да градиме како општество и што треба да градиме како свест. Апсолутно е оправдана сензибилноста и на општеството, и на медиумите после сите овие години што се случуваше во државата, но од друга страна треба точно и прецизно да ги дефинираме случаите кога што настанува. Бидејќи не секогаш вие имате право да одлучувате во све. Значи, каде одлучувате, каде не одлучувате, каде може, каде не може. Бидејќи, од друга страна, можеме да се случи да отидеме во една друга крајност, а тоа е да сите сериозни луѓе кои што нешто можат да придонесат во државата, повеќе никогаш не се одлучат да прифатат ни една функција, бидејќи секогаш ќе бидат изложени на таквиот ризик да непотребно некој пат бидат критикувани. И јас еве можам да ви кажам неколку примери. Јас би бил многу среќен кога некој од менаџерите во Република Македонија, и се надевам нема да ми замери ако го злоупотребам името, еве да речеме господинот Живко Мукаетов, кој што јас го почитувам како исклучителен квалитетен менаџер, дали тоа значи дека ако тој еден ден прифати да биде и да има било каква функција во државата, никој не треба ни еден лек од алкалоид да пие во Македонија? Апсолутно не. И тоа би било апсолутно штетно и за државата, и јас радо би го видел тој човек да прифати било каква државна одговорност за да помогне со своето искуство, менаџерско, знаење и така натаму. Така да, еве, преку овој пример, се надевам нема да ми замери господинот Мукаетов, пошто ние и колеги сме, машински инженери сме и двајцата, па и се познаваме, дека сакав само да кажам дека не смееме да отидеме во другата крајност. А секако да биде регулирано е добро. Јас тука ќе застанам со својата дискусија и ќе бидам покасно за било какво прашање спремен да одговорам.